Се решава проблемот со недостатокот на слободни места во детската градинка Димче Мирче во Велес. Повеќе од 200 деца од септември 2017 година ќе бидат сместени во зградата на поранешното основно општинско училиште Јордан Хаджи Константин од Джинот. Ова денес го најави председателот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Славчо Чадиев. Просториите ќе бидат реновирани и адаптирани за потребите на новиот 7ми клон на градинката. Ќе се смени кровот, значи комплетна смена на целиот кров на целиот објект, кој заедно се со ДДВ-то ќе кошта околу 2,5 милиона денари. За да продолжиме со следната фаза, ќе имаме изготвено проекти, ревидирани проекти, смена на прозорци, поставување на фасада, внатрешна реконструкција на просториите за прилагодување на стандардите на една градинка. Со тоа, со завршувањето на целиот овој проект, кровот треба да заврши во рок од 3 месеца. Се надевам дека временските прилики ќе овозможат да се изведе целата работа во овој период од 90 дена, за да продолжиме со другите фази на реконструкција. Програмата за развој на Обединетите нации на UNDP во Македонија во континуитет неколку години ја дава поддршката на Центарот за развој на Вардарски плански регион, истакна раководителот Марко Колев. Во овој проект нивната поддршка е 50% од вкупната сума, потенцира Колев. Целиот проект има неколку активности. Целиот проект е финансиран со 50% од UNDP, 50% од општина Велес, таква е програмата, додека голем дел од проектите се 100% финансирани од UNDP. Како што кажа и председателот на Советот и градоначалникот на општина Велес, подолго време работевме на овој проект заради тоа што подготвувавме целосна техничка документација за овој објект. Проектот ќе биде реализиран во 3 фази, а вкупната инвестиција чини 2 милиони и 700 илјади денари. Локалната самоуправа учествува со 50% од вкупната сума, а останатите средства се обезбедени преку Центарот за развој на Вардарски плански регион.